Македонија имала многу добри адвокати кои издействувале државава да плати само 21,5 милион евра за непочитување на договорот за ОКТА. Во спротивно сме требале да платиме речиси 43 милиони евра колку што изнесувало побарувањето, вклучувајќи ги и каматите. Вака владата се обиде да се оправда откако арбитражниот суд во Париз пресуди Македонија да плати висока казна, бидејќи согласно договорот не купувала доволна количина од Грција, односно 500.000 тони мазут годишно. Во моментов се анализирала пресудата, пошто владата ќе одлучила кои следи чекори да ги преземе. Претходно грчките и француските медиуми објавија дека Македонија ќе треба да плати 25,6 милиони евра. Дека нашиот адвокатски тим се изборил за преполовување на бараниот износ, првичен од страна на Елпет. Во моментот адвокатскиот тим, кој е ангажиран од владата и не застапува, тој е Дехерт од Франција, ја разгледува и анализира пресудата. По завршување на тој процес, заедно со координативното тело од владата, кое е задолжено за арбитражните постапки, ќе предложат на владата соодветни чекори кои треба да се превземат во однос на објавувањето на пресудата од страна на арбитражниот суд во Париз. Грчките медиуми информираат дека сумата која Македонија треба да ја плати од народни пари ќе била вложена во модернизација на нафтоводот Скопје-Солун. Се уште е нејасно дали вложувањето во нафтоводот од грчка страна ќе значи и намалување на македонскиот удел во фирмата која стопанисува со него, а кој во моментов изнесува 20%. Хеленик Петролеум има 80% собственост. Се чека да заврши овој период по објавување на пресудата. Меѓутоа, можам да напоменам дека и оваа сума може да биде предмет на понатамошни усогласување или договарање, како што е тоа што е направено од 2008 година, кога е постигнат договор за порамнување. Пресудената сума од Париз била намалена за околу 40%. Така да во периодот што следува, по завршување на активностите кои ви ги напоменав, ќе следи официјална информација за преземените чекори од страна на владата. Нафтоводот Вардакс прекина со работа во 2013 година, кога ОКТА престана да работи како рафинерија. И двете земји со нетрпение очекуваат овој нафтовод повторно да се рестартира. Беше поднесено и барање за лиценца до регулаторна за пренос на дизел. Инаку ова е втора пресуда која произлегува од штетниот договор за продажба на ОКТА, подпишан во далечната 1998 година. Со него државата беше обврзана да купува 500.000 тони мазут годишно, што беше неколку пати повеќе од потребното, а и еколошки неприфатливо, па земјава престана да ја почитува обврската од договорот. Хеленик Петролеум уште во 2009 година покрена постапка, пошто Македонија плати 40 милиони долари казна за непочитување на договорот. Со новата сума, вкупните казни ќе достигнат 70 милиони евра.